Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во денешната епизода ќе ја завршиме со обработка глава 2 од книгата Дела, во која доктор Лука ни дава извештај за раѓањето на црквата кое се случи на празникот Педесетница по Исусовото вознесение. Во книгата Дела се вели дека Исусовите ученици беа собрани во горната соба и тие беа крстени и исполнети со Светиот Дух. Крштевањето е моментот кога Светиот Дух влегува во животот на една личност и со тоа ја запечатува за вечно спасение. Од друга страна, исполнувањето се случува со цел христијанинот да биде подготвен, да биде сведок за Христос и да го живее христијанскиот живот во полнота. Кога се случи тоа, Исусовите ученици почнаа да сведочат за Божите големи дела, но тоа го правеа на различни јазици кои се зборуваа низ целата Римска империја. Како резултат на сето тоа што се случуваше, некои од наблюдувачите и сведоците помислија дека Исусовите ученици се пијани. Тоа е запишано во Дела, глава 2, стих 13. Сега ќе ги прочитаме стиховите 14 и 15, во кои апостолот Петар им се обраќа на оние кои беа сведоци на ова чудо. Тогаш Петар стана со 11, го подигна гласот свој и им рече: „Луѓе јудејци и вие што живеете во Ерусалим, знајте го ова и внимателно слушнете ги моите зборови. Овие луѓе не се пијани како што мислите вие, зашто е третиот час од денот.“ Самиот стих ни кажува дека во оваа ситуација апостолот Петар им се обрати на јудејците и на сите кои живеат во Ерусалим, што значи дека помеѓу неговата публика имаше и неевреи. Но не заборавајте дека сето ова се случи за време на празникот Педесетница, кога евреи и неевреи од сите краишта на светот дојдоа да му се поклонат на Бог во Ерусалим. Може би ќе се сетите, но Господ Исус им кажа на апостолите дека ќе бидат негови сведоци во Ерусалим, Јудеја, Самарија и се до крајот на земјата. Спуштањето на Светиот Дух се случи во Ерусалим, што значи дека преку стиховите кои моментално ги читаме, ние всушност читаме за исполнување на првиот дел од тоа пророштво. Интересно е исто така што во Стариот Завет луѓето често беа повикувани да дојдат во Ерусалим за да му се поклонат на Бог. Но во Новиот Завет Господ Исус ги праќа учениците да одат од Ерусалим па се до крајот на светот, за да му служат на Бог и да ја споделат радосната вест за спасение со сите народи. Патем да ве потсетам дека во овој случај апостолот Петар им се обрати на оние кои мислеа дека Исусовите ученици се пијани и затоа сите истовремено зборуваат на различни јазици. Стих 16. Но ова е предскажаното преку пророкот Јоил. Голем дел од овие луѓе кои мислеа дека Исусовите ученици се пијани, се сметаа себе си за личности кои добро ги познаваат писмата. За таа цел апостолот Петар им објасни за што станува збор, користејќи пророштво дадено од пророкот Јоил. Тој како да вели: „Ова што го гледате не е човечка разузданост, туку исполнување на Божјите ветувања“. За кое пророштво зборува Петар? Стихови 17 до 21. „И ете, во последните дни, рече Бог, ќе излеам од мојот дух на секое тело и ќе пророкуваат синовите ваши и ќерките ваши, и младичите ваши ќе имаат виденија и старците ваши ќе сонуваат соништа. И во тие дни врз слугите мои и слугинките мои ќе излеам од мојот дух и тие ќе пророкуваат. И ќе покажам чудеса на небесата и знаци долу на земјата, крв и оган и чад. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв,
И тоа уште пред да настапи големиот и славен ден Господов. И тогаш секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. При овој настан апостолот Петар го цитираше целото пророштво кое беше дадено преку пророкот Јоил. Интересно е тоа што Петар го цитираше целото пророштво, иако истото не се исполни во целост на празникот Педесетница. Например, јас не верувам дека при спуштањето на Светиот Дух се појавиле чудеса на небесата и знаци на земјата во вид на крв, оган и чад. Ова пророштво е запишано во книгата на пророк Јоил, глава 2, стихови 28 до 32. Цитирајќи го, Петар не сакаше да каже дека се исполнило се што Господ кажа преку пророкот, туку само сакаше да нагласи дека тоа што луѓето го гледаа во Ерусалим за време на празникот Педесетница не треба да ги чуди. Патем, ако ја читате книгата на пророкот Јоил, ќе забележите дека во неа се повторува фразата Господовиот ден. Господовиот ден е всушност денот кога Бог ќе им суди на луѓето согласно нивните дела. На некој начин, кога го цитираше ова пророштво, Петар не сакаше да каже дека се што Јоил прорече се исполни, туку дека дел од тоа пророштво се исполни на празникот Педесетница. Не заборавајте дека апостолот Петар им се обрати на луѓе кои имаа познавање на писмата, односно тоа што ние денес го нарекуваме Стар Завет. Стих 22. Луѓе израелци, слушнете ги овие зборови. Исус од Назарет, човекот посведочен пред вас од Бога, со сили, чудеса и знаци, кои, што и сами знаете, ги направи Бог преку него. Чудесата и знаците за кои Петар зборува во оваа проповед се всушност делата кои Господ Исус ги направи, а се запишани во Евангелијата. Но тука мора да разграничиме помеѓу чудеса и знаци. Чудесата се однесуваат на чудата кои Господ Исус ги направи, а знаците се другите негови дела и постапки кои имаа за цел да им го привлечат вниманието на луѓето наоколу, за тие да сватат дека помеѓу нив е Месијата. Стихови 23 и 24. Предаден по определениот Божји план и предзнаење, вие го фативте, го распнавте со рацете на беззакониците и го убивте, но Бог го воскресна, откако го ослободи од смртните маки, бидејќи смртта немаше сила да го задржи. Во суштина, Петар им вели на слушателите: тоа што Господ Исус умре, тоа не е спротивно на Божиот план. Баш напротив, неговата смрт беше дел од Божиот план. Знаете, кога го распнаа Господ Исус на крстот, таа случка воопшто не го изненади Бог. Небесниот татко го прати својот син на оваа земја за да плати за нашите гревови преку неговата смрт на крстот. Сепак, тоа не значи дека оние кои го осудија и распнаа немаат никаква одговорност за своите постапки. Истото може и треба да се каже за Јуда Искариот. Векови пред да го предаде Господ Исус, беше предскажано дека тоа ќе се случи, но тоа не значи дека Јуда немаше никаква одговорност за своите постапки. Секој од нас е одговорен за нашите гревови и за нашите погрешни одлуки. Дури и тогаш кога Бог во својата семудрост може да направи нешто добро да произлезе од сето тоа. Интересно е тоа што Петар јасно им кажа на слушателите дека тие се виновни за смртта на Господ Исус Христос, но исто така им дава до знаење и дека Бог го воскресна од мртвите, што значи дека смртта не е крајот. Апостолот не само што ги обвини оние кои го слушаа, но во својата прва проповед им даде и надеж за спасение. Во следните неколку стихови ги цитира стиховите 8 до 10 од Псалм 16. Забележете што тој вели. Зашто Давид за него вели:
секогаш го гледав Господ пред себе. Тој е од мојата десна страна, за да не се поместам. Затоа се развесели срцето мое и се возрадува јазикот мој. И уште и телото мое ќе почива во надеж. Зашто ти нема да ја оставиш душата моја во адот, ниту пак ќе дозволиш твојот праведник да види распаѓање. Ти си ми ги покажал патиштата на животот. Ти ќе ме исполниш со радост преку лицето свое. Петар како да им вели на собраните. Овие зборови се на царот Давид, но исто така се и пророштво за Господ Исус Христос. Но забележете една многу важна разлика помеѓу Давид и Господ Исус. Стих 29. Мажи браќа, нека ми е дозволено да ви зборувам слободно за прататкото Давид, дека тој умре и беше погребан, а гробот негов е меѓу нас се до денешниот ден. Што се случи? Јас верувам дека во овој момент апостолот Петар стоеше во близина на храмот и додека зборуваше со прст покажа кон планината Сион, каде Давид беше погребан. При тоа им кажа на слушателите. Очигледно е дека гробот на Давид до ден денешен е помеѓу нас. Тоа значи дека неговото тело не е воскреснато и дека овие зборови кои се однесуваат на воскресението мора да се кажани за некој друг, а тој друг е Исус Христос. Стихови 30 до 36. Па бидејќи беше пророк и знаејќи дека Бог му беше ветил со заклетва дека ќе постави некој од плодот на неговите бедра на престолот свој, предвиде и кажа за воскресението на Христос, дека нема да биде оставен во адот и дека телото негово нема да види распаѓање. Овој Исус го воскресна Бог, за тоа сме и ние сите сведоци, и затоа тој откако беше воздигнат со десницата Божја и го прими од Отецот ветувањето на Светиот Дух, сега го излеа. Тоа е она што го гледате сега вие и го слушате, зашто Давид не отиде на небесата, но самиот кажа: му рече Господ на мојот Господ, седни од мојата десна страна, додека не ги поставам непријателите твои во подножјето на нозете твои. И затоа, нека знае со сигурност сиот Израелов дом, дека оној Исус, кого вие го распнавте, Бог го направи Господ и Христос. Главната тема на оваа проповед е смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Тоа треба да биде главната тема на се што во црквата се поучува и проповеда. Како реагираа слушателите на сето ова? Стих 37. Кога го слушнаа тоа, им се растреперија срцата и му рекоа на Петар и на другите апостоли: луѓе, браќа, што да правиме? Ова е најсоодветната реакција која една личност може да ја покаже кога ќе слушне за смртта и воскресението на Господ Исус. За жал, некои луѓе денес слушаат за неговата смрт и воскресение, но си продолжуваат со животите како ништо да не се случило. Но луѓето кои ја слушаа проповета на апостолот Петар сватија дека не смеат да си дозволат да бидат рамнодушни на тоа што беше кажано. Стих 38. А Петар им рече: покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исус Христос за простување на гревовите и тогаш ќе примите дар од Светиот Дух. Кога го слушаме Евангелието, не е доволно само срцата да ни треперат, туку следниот чекор треба да биде покајанието и крштевањето. Ние можеме колку сакаме да жалиме за тоа што Христос беше распнат, но ако во нашите срца нема покаяние, тогаш нема никаква полза од тоа наше жалење. Петар вели дека секој кој ќе се покае и крсти, ќе го прими Светиот Дух. Стихови 39 до 41.
Зашто вам ви припаѓа она ветување и на вашите деца, и на сите што се далеку, што ќе ги повика Господ, нашиот Бог. И со многу други зборови сведочеше и ги молеше, велејки: спасувајте се од овој пакостен род. И така, оние што од срце ги примија неговите зборови, се крстија и се присоединија во тој ден околу 3000 души. Замислете, околу 3000 души поверуваа во Господ Исус Христос и се крстија во еден ден. Ова беа вистински верници, а не луѓе кои само исповедаат вера, а живеат како безбожници. Божиот Свет Дух навистина дејствуваше моќно за празникот Педесетница. Тој дејствуваше во Исусовите ученици, но и во срцата на оние кои беа очевидци. Во стих 42, доктор Лука не ги дава 4 одлики на првата црква. И беа истрајни во учењето на апостолите, во заедничкиот живот, во прекршувањето на лебот и во молитвите. Прво се вели, беа истрајни во учењето на апостолите. Една од главните карактеристики на здрава црква е нејзината посветеност кон учењето на апостолите. Во црквата не треба да се проповеда за тоа што е популарно помеѓу народот, ниту пак за тоа што народот сака да го слуша, туку за она што е запишано во Светото Писмо. Потоа се вели во заедничкиот живот. Првите христијани практикуваа заедништво, заедно споделувајќи се што имаат. Потоа тие беа истрајни и во прекршувањето на лебот, а тоа се однесува на причеста. Тоа значи дека тие редовно се причестуваа. И на крај, првите христијани беа истрајни и во молитвите. Здрава црква е онаа во која нејзините членови се молат. Не само свештениците и духовните водачи, туку сите го негуваат молитвениот живот. Стихови 43 до 46. И страв ја обзеде секоја душа, зашто многу чудеса и знаци се вршеа преку апостолите. А сите што веруваа беа заедно и се им беше заедничко, продаваа имоти и собственности и на секого му раздаваа колку што му беше потребно. И секој ден еднодушно престојуваа во храмот и прекршувајќи леб по куќите се хранеа со радост и со чисто срце. Во ниту една друга доба црквата не била толку силна и влијателна како во оваа за која читаме. Овој пример треба да биде поттик и за нас денес. Стих 47. Го фалеа Бога и стекнуваа благонаклонетост кај сите луѓе, а Господ секој ден ги придодаваше спасените кон нивното мноштво. Господ е тој кој секојдневно придодаваше нови луѓе во црквата. Првите христијани го следеа Божиот пат. Тоа беше нивната цел, а растот на црквата дојде како директна последица на нивната посветеност. Ние денес не треба да се фокусираме на раст на црквата, туку на верно следење на Господовиот пат. Ако живееме според неговите зборови, црковниот раст и во квалитет и во квантитет ќе биде неизбежна реалност. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.